Желбата на детето да се сретне со војникот и со оружјето отсекогаш била голема. Насекаде можеме да се сретнеме со прашањата произлезени од детското љубопитство. Зошто војникот е силен? Што има во стражарската куќичка? Зошто пука пушката? Какви се нозете на тенкот? И уште многу други такви или слични прашања ќе ги слушнеме во училиштето, на одморот меѓу двата часа, на улица, дома крај телевизорот. Сите такви тајни, како што децата ги нарекле, се откриваат уште при првата средба на детето со војникот, со оружјето, со касарната. Оттука почнува она вистинско другарување меѓу детето и војникот, она вистинско пријателство за кое нема крај. Сето она што е прочитано, слушнато или видено за војникот, за Југословенската народна армија, сега на лице место се проверува, знаењето се проширува, се збогатува. Со помош на нашата документација, одовде ќе ја започнеме вистинската војничка приказна за нашата армија, за Титовата армија на мирот. Во бележниците на поетите можеме да прочитаме: војникот е планина, несовладлив врв, ненацртана патека на Джиновската карпа. Поетот го видел тоа, го почувствувал, се уверил и го напишал. А нашиот војник и тоа е, подготвен за совладување на секоја пречка, па нека тоа биде и дотогаш несовладлива планина со најдива таинственост. Неговата подготвеност произлегува од секојдневната програма што внимателно и со желба ја изведува, програма водена од стручната рака на старешината. Подсетувајќи се на деновите на нашата револуција, на деновите кога се раѓаше Југословенската народна армија, на оние денови кога од самата планина изненадно изникнуваше војник, потоа пред крвавите очи на фашистот застануваше, кој се стописуваше или паѓаше во паника тој фашистот, и на крајот тоа подсетување е и основната инспирација на денешниот војник, на мирот, за совладување на дивата планина со која, како што се чини, тој и се поигрува, и ја спитомува, и се спријателува. Морето и морнарите од секогаш биле пријатели. И кога блеска сонцето врз воденото синило, и кога ќе забучи оддалеку ветерот, и кога ќе разбесне бурата, за малку со нив сериозно да се поигра. Нашиот војник ги знае сите тајни на морето, сите негови навики, па затоа неговиот војничко-морнарски бонтон е безпрекорен по сите правила и законитости. Обезбедувањето на границата што минува низ морето се врши со специјални чамци, бродчиња, бродови, подморници. Будното око на морнарот не затреперува ни ноќе, ни дење. И чиниш, велат морнарите, морето како за тоа да е благодарно и кога е највознемирено. Опремени со најсовремено оружје, морнарите се готови во секој миг, ако затреба се разбира, да ја сочуваат водената граница на нашата татковина, да помогнат во било каква морска незгода, ако дојде до неја. Тие, морнарите, како и воздухопловците кои пловат во синилата на небото, особено се горди што ја носат сината облека на нашата армија на мирот.
Војникот има свое слободно време што го искористува така како што сака. Индивидуално, кога ќе напише писмо за своите родители, да се јави на пријателите, да гледа некој филм во кино или на телевизија, и организирано, кога ќе се сретне со девојките и момчињата од селото, населбата или градот. Ваквите организирани средби со културно-уметнички и забавен карактер овозможуваат проширување и продлабочување на другарството и пријателството меѓу војникот и граѓанинот. Младинците велат: ние сме сите армија. Војниците го потврдуваат тоа. Покрај музиката и играта, на ваквите средби ќе се сретнат и шеги, и воздишки, и разновидни разговори за разновидни хоби. Sestra je bila u njoj, poslednjeg dana rata, dala je život svoj. Poslednjeg dana rata, dala je život svoj. Bila je jedna četa, u njoj je bio brat, sloboda s njim je došla i prestao je rat. Ovo je priča o četi, takvih je veliki broj, ali ako treba umreti, da ćemo i život svoj. Ovo je priča o četi, takvih je veliki broj. Војникот и оружјето од секогаш биле, се и ќе бидат добри пријатели. Најпрвин тие се запознаваат во касарната, на полигонот, се запознаваат полека, но сигурно, а потоа излегуваат на некоја планинска падина, низ некоја планина, и тука почнува да се проверува вистинското пријателство, вистинското познанство. Ова веќе не е игра. Овде е предпоставката дека во тој момент нападнал непријателот, па треба да се одбие и да се уништи. Познавањето на тајните и можностите на своето современо оружје, понесен од непоколебливата љубов кон својата татковина, војникот ги проценува сите ситуации, моментално наоѓа соодветни решенија, па не постои никаков проблем тој да биде загрозен, да биде доведена во опасност неговата земја. Ваквото другарување можете да го забележите на секој чекор. Decembarski dan, ni kape plave komo. При обуката, војникот се обучува да се заштити од сите напади на евентуалниот непријател. Од огненото оружје, од бојните отрови, од се она што за него и за околината представува опасност. Покрај тоа што е најсовремено вооружен, тој е и најсовремено опремен со заштитна облека и со сите други средства што му овозможуваат непречено да напредува во евентуалниот напад, да се спротивставува и кога ќе биде вклештен во такви тешки ситуации. Впрочем, и сами погледнете како војникот се заштитува и се подготвува веднаш потоа да стапи во следната акција.
gleda